Министерката Десковска вчера во Штип се фалеше со проектите на ВМРО ДПМН, рекоа на пресконференција од локалниот огранок на партијата. Бевме сведоци на едно бесрамно и неморално однесување, имено тие се промовираа и сликаа со веќе реализиран проект со изготвена спортска сала во населба Баби. Жителите на населба Баби добро знаат кога е започната и кога е изградена оваа сала, па сакам да искористам оваа прилика да им се заблагодарам за промоцијата на мерките и делата на ВМРО ДПМН, но во исто време да им порачам да се зафатат со работа, да престанат со манипулации, со сликање, со дебати, со анализи, туку да се зафатат со реализирање на конкретни дела и проекти, затоа што граѓаните на општина Штип тоа од нив го очекуваат и го бараат. На пресконференцијата на ВМРО ДПМН реагираа со писмено соопштение од општина Штип. Претходната власт на локално и централно ниво го доведе образованието до рапна пропаст. Актуелната власт е овде да ги исправи сериозните грешки и да го врати образовниот процес на вистинскиот пат. Основното училиште Славеј Карсов беше посетено од страна на градоначалникот Бочварски и министерката Тренеска Десковска, со цел тие двајца детално и одблизу да се запознаат со условите во кои што се одвива наставата, но и со потребите и проблемите на наставниот кадар и учениците таму. Штип е првиот град во кој што се случи презентација на клучните промени и реформите предвидени во основното образование, конкретно во наставата од 1 до 3 одделение. Стои во реакцијата од општината.